Кратки најави за денешниот дневник. Охрид е единствена општина во државава која доделува ученички и студентски стипендии на лица со ретки болести и лица со посебни потреби. Главен предизвик во хотелско-ugostителскиот сектор на брегот на Охридското езеро и оваа сезона ќе биде недостигот на стручен кадар. Јавното предпријатие Водовод Охрид започна поврзување на новиот цевковод со новата препумпна станица Шипокно. Граѓаните, медиумите, невладиниот сектор, бизнисот да не молчат, да пријавуваат корупција. Јапонија е првата држава која започна преговори со американската влада за новите царини. За најавените настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 6 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува претежно ведро, ветровито и студено време со локална облачност. Во среда над најголем дел од Европа ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација која што ќе условува стабилно време со локална облачност. И понатаму во северна, централна, западна и југозападна Европа ќе преовладуваат температури кои што се над повеќе годишниот просек, а во останатите делови од Европа температурите се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во источна Европа се очекуваат варнежи од дожд и снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во северните и централните предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 16 степени. Во Македонија во среда студено утро со појава на умерен мраз и утрински температури кои што и понатаму се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност со пораст на дневните температури. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер со брзина до 20 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од -9 до 0 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 4, односно до 14 степени. Во Охрид во среда по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од -4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од -2, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, минималната температура 1 степен, додека пак максималната дневна ќе достигне до 15 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете вровен квалитет на живење во современиот
Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Нова сезона, стари проблеми. Главен предизвик во хотелско-гостителскиот сектор на брегот на Охридското езеро и ова лето е недостигот на стручен кадар. Увозот на работници од странство се покажа неуспешен. Потребна е стратегија и подобри плати за задржување на квалификуваната работна сила. Еден од клучните проблеми во туризмот и оваа сезона е недостигот на стручен кадар. Најголем дел од домашниот квалификуван кадар и ова лето ќе заработува во Хрватска. Таму платите се повеќекратно повисоки од оно што се нуди во земјава. Позициите келнери, шанкери, помошници во кујна, собарки на брегот на Охридското езеро ќе ги надополнуваат средношколците и виталните пензионери. Во моментов повторно се подпираме на младата сила, значи оние постари средношколци или да кажам почетни студенти кои што се уште тука и имаат желба да работат и мислам дека тие ќе бидат повторно спасот на оваа туристичка сезона. Се помалци луѓе имаат интерес да работат во оваа индустрија, но може да кажеме дека за тој летен период се наоѓаат сили, се наоѓаат со некои промени на законите за работни односи. Повеќе луѓе се заинтересирани, тоа е ипак од постарата генерација, но и тие пополнуваат некои работни места, така да се тешко е, но се снаоѓаме. Увозот на работници од странство лани се покажа како неуспешен. Дел заминаа за европските земји, дел незадоволни од условите се вратија дома, само мал дел останаа. Пробавме алтернативи со, да кажам, увоз на работна сила од некои земји, кои што евидентно не покажа резултат. Сведоци сме дека таков кадар во секторот во кој што ние се бавиме можат, меѓутоа не се покаже успешно, тоа е факт. Секогаш не треба да се одберат правите луѓе кои треба да дојдат за работа, а не само за пролазно да искористат нели Македонија како влез и понатаму да продолжат низ Европа. Според експертите потребна е стратегија за задржување на стручниот кадар во земјава, секторот да понуди поголеми плати и бенефиции, а државата да даде поддршка преку субвенции или ослободување од даноци за домашните вработени. Започна поврзување на новиот водовод со новата препумпна станица Шипокно.
Јавното предпријатие Водовод Охрид, како дел од тековните активности, започна со реализација на втората фаза од проектот за поврзување на новиот цевковод со новата препумпна станица Шипокно. Претходно во првата фаза во населбата Свети Стефан Шипокно поставен е нов цевковод со профил Фи 110 мм во должина од 621 метар. Со цел да се обезбеди стабилно и континуирано водоснабдување, поставени се и поврзани пумпи и електромашинска опрема, за што беше направена и комплетно целосна инсталација за поврзување на пумпите со новиот цевковод, информираат од предпријатието. Средствата за овој зафат во вредност од 468.360 денари се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Охрид е единствената општина која доделува ученички, студентски, како и стипендии за лица запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во Македонија, а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби. Вакви стипендии на иницијатива на Сдруженијето Ретко е да си редок, локалната власт доделува 4-та година поред. Прв пат тие беа воведени за учебната 2021-2022 година во програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид и се финансирани од општинскиот буџет. Општина Охрид додели ученички, студентски стипендии и стипендии на лица запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во земјава, а кои се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби. Ученици, студенти, магистранти и докторанди се стипендираат во траење од 9 месеци по претходно распишан оглас. Ова веќе е 4-та година поред, откако како локална власт ја презедовме општината за функционирање и можам да кажам дека сме единствената општина во Република Македонија која што доделува ваков вид стипендии. Оваа година 43 ученици и студенти се добитници на стипендиите. Вакви стипендии за прв пат беа исплатени во учебната 2021-2022 година, кога беа воведени во програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид. Иницијатор на воведувањето на оваа нова категорија стипендии е Сдруженијето Ретко е да си редок од Охрид. Според претседателот на Советот на општината Перчо Божиновски, на планот на поддршка на овие наши сограѓани треба да се работи многу, а стипендиите се само еден стимул повеќе. Ако можеме да кажеме дека тоа е нешто доволно и тие стипендии се и сумата и вредностите кои што добиваат се доволни, тогаш не е така. Навистина уште многу треба да се работи во тој поглед, меѓутоа како една силна поддршка и како еден силен ветар во грб кој што го даваме на тие лица и на семејствата, затоа што ние знаеме дека потребите кои што ги имаат тие лица, па само за лековите и терапија, за оние ретки болести кои што има, за оние кои што нема, тогаш нели изнаоѓаат соодветни решенија заедно со докторите, тогаш на тој план уште треба да работиме, а секако дека се од првична помош, јас можам да кажам дека е одлична соработката со Сдруженијето на ретки болести во Охрид и претседателката Гордана Лолеска, и навистина и како совет и како општина и како локална самоуправа и градоначалникот даваме едноставно на различни начини поддршка за тие лица. Општина Охрид и годинава додели еднократна финансиска поддршка на семејства кои имаат дете со тешка попреченост во училишна возраст, а како дел од програмата за образование обезбеди стипендии за ученици од основните и средните училишта, како и редовните студенти запишани на додипломски студии во прва година. Општина Охрид ги известува добитниците на стипендии од јавниот повик за доделување на ученички, студентски стипендии, како и стипендии за лица запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во Република Македонија, а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби на подрачјето на општина Охрид за учебната 2024-2025
2025 година. Дека од денес 8 април до петок 11 април во периодот од 12 до 15 часот треба да дојдат во малата сала во општина Охрид за да ги потпишат договорите. Добитниците на стипендиите кои се малолетни лица при потпишување на договорот треба да дојдат во придружба на родител или старател. Граѓаните, медиумите, невладиниот сектор, бизнисот да не молчат, да реагираат, да пријавуваат корупција. Ваков повик упати денеска премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање на конститутивната седница на новото меѓурезорско тело за координација на борбата против корупцијата. Премиерот Христијан Мицкоски ги повика сите, граѓаните, медиумите, невладиниот сектор, бизнисот да не молчат, да реагираат, да пријавуваат корупција. Тој ова го истакна на денешната конститутивна седница на меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата. Станува збор за ново тело со цел да воспостави координација меѓу сите клучни институции: Државната комисија за спречување корупција, Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, Финансиската полиција, УЈП, Царинската управа, Министерството за правда, за финансии и други. Ова тело нема да биде само уште една административна конструкција, туку представува чекор напред во обидот конечно да се воспостави функционален и синхронизиран систем кој ќе изастане на патот на корупцијата, рече Мицкоски. Сакаме да изградиме механизам што ќе делува брзо, ефикасно и безкомпромисно. За жал, изминатите години гледавме како корупцијата тивко, но упорно ја разјадува довербата и кај граѓаните, но и во институциите. Судски постапки што траат со години, обвиненија што никогаш не завршуваат со пресуда, истраги што се отвараат само кога ќе станат медиумска сензација. Сето тоа создаде чувство кај граѓаните дека правдата е селективна, а корупцијата прифатена. Не смееме да делуваме отсутно и да не зборуваме за случаите кои силно удираат по правдата, посочи Мицкоски и кажа дека тој како и целата јавност е згрозен за случајот во Тетово каде судот му досуди 2 години затвор на сторителот кој смртно ја прегази на пешачки премин 22-годишната Теодора Ристевска. Премиерот јавно побара од судскиот совет да се преразгледа работењето на судијата и уште еднаш да се реализира оваа пресуда. Во обраќањето тој посочи дека мора да се признае реалноста дека граѓаните не се задоволни од работата на судиите. Судството и обвинителството се слабата алка во борбата против корупцијата. И тоа не е моје мислење. Тоа е впечаток на народот. А народот не греши кога со години гледа како правдата се одложува, извртува, исчезнува. Судството мора да ја врати својата улога не како нем наблюдувач, туку како клучен актер во оваа борба. Ќе ги поддржиме со законски решенија, со буџет, со логистика, се што треба ќе направиме. Но истовремено бараме отчетност. Ако овој систем не се ресетира сега, ако не се преземат мерки сега, тогаш бадијала ни е се, кажа премиерот и додаде дека ова е борба за тоа дали ќе бидеме општество на ред и закон или на врски и договори под маса. Рече дека ќе биде најгласниот поддржувач на меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата, но и негов најголем критичар ако не дава резултати. Градоначалникот Кирил Пецаков по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, упати честитка до припадниците на ромската заедница. Ромите заземаат значајно место во шареноликоста на нашето мултиетничко општество. Токму затоа, активно работиме на подобрување на нивната севкупна положба, на подобрување на поширокиот економски и социјален статус, кој зависи од нивното постојано и квалитетно образование. Образованието е основниот услов за нивниот напредок и обезбедување подобар живот. Честитајки ви го празникот, ве уверувам дека ќе се вклучувам во сите предизвици за заеднички и посветено да ги надминиме предрасудите. Подобрувањето на севкупната положба на ромите значи и промоција на недискриминацијата преку почитување на традиционалните вредности и длабокото разбирање на културните особености на оваа заедница, се вели во честитката на градоначалникот Пецаков.
Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!